студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Евакуирани села поради големиот пожар во атарот на Пробиштип. Неколку мина повредени во директен судар на регионалниот пат Штип-Пробиштип. Поради пламени густ чад, силниот ветар го отежнува гасењето. Обвинителството чека кривична пријава од МВР за нападот на 14-годишното момче во Ченто. Семејството на жртвата очекува напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Филипче го одби предлогот на Мицковски за гласање на диаспората по пошта. Амбасадорот Рокас вели дека законот е добар и очекува консензус. Почна амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Стартуваат еднонеделните погребни церемонии за врховниот лидер во Техеран. Овие вести во живо со детали за пожарот кај Пробиштип, останете со нас. Евакуација на локалното население, повредени од пожарот, но и во сообраќајка која се случила на локалниот пат Штип-Пробиштип поради густиот чад и пламенот. Голем пожар е активен во атарот на Пробиштип, на терен е колешката Габриела Лескове. Имаме во живо во овие вести. Габриела, што се случува во моментов? Добар ден, Иван, јас се наоѓам во село Бучиште, кое што во моментов е најкритичната точка во целиот регион во Пробиштип. Само за да подсетам, иако овој првично пожар започна некаде во селото Неокази, сепак поради силниот ветер кој што дефинитивно се чувствува и во моментов, се префрли овде во соседното село во Бучиште, каде што се наоѓаме и ние. Не се само овие две села, станува збор за 3-4, ситуацијата постојано се менува од минута во минута со оглед дека ветерот е навистина силен и непредвидлив. Последно информацијата само што ја добив од дирекцијата за заштита и спасување, сите три ер трактори со кои што располагаме прелетуваат овде на критичните точки. Она што е важно да се напомене дека ова цело село каде што се наоѓаме сега Бучиште е евакуирано. Особено по возрастните граѓани кои што се наоѓаат, станува збор за околу 80 или 100 луѓе кои што живеат овде. Додека пак младите се мобилизирани и помагаат на екипите. На терен се сите противпожарни екипи од противпожарната единица во Пробиштип, меѓутоа на помош се дојдени и од Кочани. Како се делува на терен, каква е ситуацијата во целиот овој регион во Пробиштип, да слушнеме повеќе од градоначалникот, како и од представникот од Центарот за управување со кризи во овој регион. На почетокот беше многу сериозен пожарот, бидејќи зафати дел од првите куќи во селото Бучиште. Некои од куќите се опожарени, една е целосно изгорена. За среќа нема човечки жртви или повредени луѓе. Сега на помош дојдоа и пожарникарите од Кочани, доброволните противпожарни друштва, Пробиштипската противпожарна единица со доброволните противпожарни друштва, како и ер тракторите кои што во моментот гасат на повеќе локации. Од селото Бучиште се евакуирани сите постари луѓе, останатите учествуваат активно во гасење на пожарот, истото и во селото Ратавици, така да мислам дека во тој дел навремено е реагирано и ќе нема повреда на луѓе. Значи најкритично беше во селото Бучиште, а зафатена е огромна површина, се работи, значи пожарот некаде од селото Неокази започна до селото Бучиште, па према селото Ратавици. Атарот на сите овие три села е зафатен. Колку точно лица се евакуирани од овие три села? Сите постари жители од селото Бучиште се евакуирани, другите учествуваат активно во гаснење на пожарот. Да, Габриела, слушнавме потврда од локалните власти дека се евакуирани жителите во локалното население во овој регион на Пробиштип, помладите се вклучени во гасењето. Разговараше ли со нив, што велат тие? Да, Иван, разговарав со дел од мештаните кои што живеат овде. Тие се прилично уплашени, бидејќи се уште не знаат која е првичната причина за избавнување на овој пожар. Како што може да посведочите и во моментов, се уште има жаришта овде во село Бучиште близу куќа, па мештаните се обидуваат со црева со вода за да го изгаснат и последното жариште од нивната куќа. Овде ситуацијата се менува од минута во минута. Имаше пожарникари кои што им помогнаа токму на оваа локација за да згасне самиот пожар. Прелетуваат и ер тракторите на ДЗС. Успеав да разговарам и со мештаните чии што куќи практично беа изгорени. Станува збор за две куќи овде во село Бучиште, во продолжение да ги слушнеме нив.
Теги снема вода, многу е оѓен, не се стопира, многу ветер прави проблем. Ветерот дополнително ги отежнува. Дополнително дава многу сила што не може да се прииде од далеко. Ево, вие тука одгоре не може да прииде цистерните 200-300 метра не може да се прииде тоа. Локалното население, гледам, се мобилизира и сите помагате. Кој е планот? Сите, што ќе помогнем да овај ветер? Што ќе помогне? Овај ветер ништо не може да се помогне. Ова и цистерните и не може да изгоре куќата на човека. Ма се е изгорено, нема ништо. Вие, еве, гледам и повеќе ваши соселани помагате во гаснењето. Со што? Имавте ли помош од службите? Па пожарните беа овде, полиција беше, сите беа тука. Имаше луѓе доста. Ама има изгорено и куќи, има изгорено. Навистина страшно изгледа првите снимки кои што излегува во јавност на самиот почеток на овој пожар. Практично целосно беше покриен и патниот правец од Пробиштип кон Штип, од Густиот чат. Имаше информација дека имало сообраќај на несреќа. Успеа ли да добиеш потврда од Министерството за внатрешни работи? Да, Иван, токму така некритично беше околу Напладне кога се случи верижен судир, односно сообраќај на несреќа. Добив потврда од МВР за сообраќајката. Оттаму информираат дека денеска во 12 часот и 19 минути во полициското оделение Пробиштип од итната медицинска помош Пробиштип е пријавено дека пред село Бучиште Пробиштипско се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Caddy со беровски регистарски ознаци управувано од НП и патничко возило Kia исто така со регистарски ознаци од Пробиштип, управувано од АМ на 33 години. Во несреќата со повреди се здобиле возачот и неговата 28 годишна сопатничка Ема, кои што се пренесени во клиничката болница Штип за укажување на помош. Ние околу 14 часот попладнево успеавме да ја видиме, да посведочиме на ова сообраќајна несреќа. Претпоставувам гледачите во моментот може да ги погледнат инсертите од двете возила. Сообраќајката беше навистина страшна, меѓутоа е направена токму поради чадот кој што беше силен токму на тоа место. За да потсетам, ова не е единствената сообраќајна несреќа која што се случи поради поради големиот огин и пламен кој што го имаше нели на повеќе делови овде во Пробиштип. Затворен и патот од Штип спрема Пробиштип кај село Бучиште, значи ние каде што се наоѓаме, и затворен е патот од Балвин на кај Чердаклија, бидејќи има нов пожар овде. Би сакала да информирам дека нели освен можеби се стишува, односно се става под контрола овде ситуацијата во Бучиште, меѓутоа сега сите противпожарни екипи се пренасочени кон новото жариште овде кај овој пожар кај Чердаклија. Во моментов добивам информација дека пожарот бил предизвикан од фотоволтаици кои што се проширил и зафатил стрниште, жито и сува трева. На терен овде кај другиот пожар се од дирекцијата за заштита и спасување на Штип, од село Карбинци, АС интервенира со 5 противпожарни возила и 8 пожарникари, како и одреден број на луѓе од местното население. Ветерот дефинитивно не им оди во прилог на пожарникарите и на сите оние кои што го гаснат пожарот, туку ситуацијата се влошува. Добро е што на терен ги имаме и воздухопловите сите оперативни и се разбира што имаме кој да управува со нив. Веднаш после овој линковско вклучување јас се упатувам кон другиот пожар, каде што ќе имаме дополнителни информации за во вестите за во 19 часот. Да, Габриела Лескова, благодарам за ова вклучување. Те очекуваме со најновите информации во Централниот дневник. Околу Пладне денеска избувна пожар на источната страна на тврдината Исар во Штип, веднаш до првите куки. Според информациите од терен, најпрво им горела сува трева, но пожарот зафатил и грмушки, но и дрвја во близина на куките. Жителите на населбата, кои живеат во непосредна близина, први почнале да го гасат огнот со вода, но пламенот, носен од ветрот, почнал да се шири кон врвот на Исарот, но и кон останатите куки кои гравитираат кон Штипско ново село. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, информираше дека во гасењето на овој пожар бил вклучен и еден авионер трактор. Од противпожарната единица и од Штип информираа дека првите екипи биле ангажирани на рачно гасење на пожарот поради непристапниот терен на теренски возила. Според последните информации од терен, пожарот е целосно локализиран и ставен под контрола. За сега не се познати причините за овој пожар.
Обвинителството чека кривична пријава од МВР за нападот на 14-годишното момче во Ченто. Семејството на жртвата очекува напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Филипче го одби предлогот на Мицковски за гласање на диаспората по пошта. Амбасадорот Рокас вели дека законот е добар и очекува консензус. Нема јасен одговор каде се насилниците кои минатата недела во населбата Ченто избоделе 14-годишно момче. Обвинителството вели дека чека кривичната пријава од МВР. Семејството на жртвата очекува напаѓачите да одговараат за обид за убиство. Зоран Јаневски ги има информациите. Молкот институциите за случајот со избодениот 14-годишник во Ченто. Полицијата не открива дали поднела кривична пријава против трите лица кои ги уапсила, а јавното обвинителство во текот на целиот ден проверува дали пристигнала пријава од МВР. Нема одговор ниту под која правна квалификација ќе се води случајот. Според мајката на момчето, настанот бил евидентиран како насилство. Детето не ги познава сторителите. Прв и последен пат тој ден беше кога ги виде децата. Воопшто да ги препознава, може би полик едниот беше да го познава, а двајца сторители не од тоа што они се имале кацика на глава. Они беа со мотор. Така да нема да може да ги препознае. Во кусото известување од МВР не може да се препознае дали уапсените во моментов се на слобода или во полициска станица, ниту за кое дело ќе се гонат. Мајката на избодениот 14-годишник не знае зошто бил избоден нејзиниот син. Тврди дека ниту тој, ниту семејството имале недоразбирања со други лица. Напаѓачите, вели таа, освен ножеви, noселе и пушка калашников, а биле и маскирани. Кога веќе се случи немилиот настан, кога бевме во болница, дојдоа полицајци кои не си зема изјава и од мене и од малиот. И тоа е тоа. Толку имаме информација. Викам како се води случајот. Случајот се води за нас со врз дете. Викам како е можно, ова не е логика, од тоа што ова не е обид за насилство, ова е обид за убиство. И пак он е само избоден со 7 пати со нож во грб. Сега детето и неговото семејство велат дека се плашат за својата безбедност, бидејќи не знаат дали насилниците се на слобода за повторно да посегнат по животот на 14-годишното момче. Тој минатиот понеделник во парк во населбата Ченто бил пресретнат од 3 лица и со нож избоден 7 пати во грбот. Крвавото тело го пронашле случајни минувачи. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нови пријави од родители за врсничко насилство. МВР во дневниот билтен информираше за 2 пријави, едната во Карпош, каде малолетник бил нападнат од негови врсници, а другиот од општината Центар, каде девојче било нападнато од нејзини врснички. По двете пријави од МВР велат дека се превземаат мерки за расчистување за насилството од аеродром. Обвинителството се уште постапува. Не запираат случаите на малолетничко насилство во главниот град. Во денешниот билтен на МВР има 2 нови пријави за напади на деца во Скопје. Синоќа мајка пријавила дека во 21 часот на подрачјето на Карпош нејзиниот син бил нападнат од неколку малолетници, од кои 2 ги познавал. 2 часа подоцна во Центар малолетничка била физички нападната од 2 други малолетнички кои ги познавала. Од МВР вела дека за овие последни инциденти преземаат мерки за нивно расчистување. А колку кривичните пријави за инцидентот со вознемирувачкото видео на насилство врз девојче во аеродром е крај на приказната. Продолжуваат реакциите на јавноста за овој настан со многу дилеми. Дали насилството е видливо само кога има снимка, или е во полициски билтен, или пак треба навреме да бидат препознаени несоодветните однесувања на децата пред да биде доцна. За случајот побаравме став и од обвинителството, од каде велат. Затоа се постапува во координација со јавен обвинител, кога ќе биде документиран настанот и поднесена пријава од МВР. И јавноста ќе биде известена за натамошниот тек во постапката согласно Законот за правда на децата. Сања Димитровска, Сител телевизија.
како врсничкото насилство стана секојдневие, каде се изгуби емпатијата и како младите да се вратат на вистинските вредности. Тема на денот со професорката Татјана Алексич. Лидерот на СДСМ Венко Филипче експресно го одби предлогот на премиерот Мицковски за гласање на диаспората преку пошта. Според Филипче, единствено прифатливо е диаспората да гласа по системот по кој гласаат сите граѓани во земјава. Евроамбасадорот Рокас вели дека измените на изборниот законник се добри, а тој очекува да се постигне консенсус. Изборниот законник е добар и ги содржи препораките на ОПС ОДИХР, а политичките партии треба да изнајдат консензус измените да бидат донесени, порача евроамбасадорот Рокас по блокадата на опозицијата со речиси 14.000 амандмани. Законот сам по себе е добар закон. ОДИХР и Европската комисија дадоа позитивна проценка и оценка, но она што преостана во моментов се модалитетите. Јас разбирам дека има несогласување кога станува збор за овие модалитети, но чувствувам дека има добра волја тоа да се надмине. И комисијата во парламентот за изборниот закон веќе работи и се надевам дека партиите на толку важна работа ќе бидат во можност да седнат и да постигнат консензус. Премиерот Мицковски синоќ ја понуди решение за најспорното прашање за опозицијската СДСМ, според која електронското гласање на нашинците во странство може да биде извод на изборни злоупотреби со 200.000 гласови. Мицковски понуди гласање по пошта. Но доколку му возможите преку својот паметен телефон или еве преку пошта со писмо или било како, небитно, нека се најде начин како тоа ќе се направи. Подготвени сме да седнеме да разговараме, само да го зголемиме, да ја зголемиме излезноста кај диаспората. Ние сме подготвени да седнеме и да повторно преговараме. Имаме време да завршиме овој изборен законник. Но ни ова не е доволно за лидерот на СДСМ Филипче. За него не е прифатливо гласањето на диаспората на кој било начин да се разликува од гласањето дома. Прво неколку збора за законот во контекст на реформската агенда и вклученоста на евроамбасадорот Рока, што мислам дека е добро. И му благодарам што се бори за доброто на земјата. Жално е што имаме власт која што е практично целосно антиевропска. Зошто ние тука гласачите да оставаме фингерпринт и така натаму, а некој да гласа електронски или да гласа со писма? Зошто да не е еднакво безбеден процесот на гласање за тие што се во земјата и за тие што не се во земјата? Ние за тоа се бориме. Филипче на маса се уште го става предлогот диаспората да се иземе од овие измени на изборниот законник и до 29-та година, кога е предвидено електронското гласање, партиите со експертска работна група да изнајдат прифатливо решение. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Добри резултати за Македонија во однос на исполнетото од реформската агенда, очекува евроамбасадорот Рокас. Премиерот Мицковски уверен дека од 10 приоритетни услови Македонија има исполнето 9,5, што е прави лидер во процесот. Последниот збор ќе го има Брисел, а резултатот од анализите и оценка за сработеното се очекува во септември. Евроамбасадорот очекува Македонија да има добри резултати за исполнетите обврски од реформската агенда. Рокас потврди дека фокусот во изминатиот период бил ставен на 10 приоритетни чекори чиј рок на исполнување истече на 30 јуни. Според евроамбасадорот, Брисел нотира забрзување на процесите и напредок во сите, вкупно 51 чекор, но предупредува дека секое пробивање на грејс периодот значи губење на милиони од европските пари. Владата има рок од 10 дена за да го испрати извештајот до Европската комисија. Убеден сум дека поголемиот дел од работата е завршен и дека ќе имаме извонредни резултати. Што и да истече по тој грејс период, значи дека средствата ќе бидат изгубени. Меѓутоа, во исто време имавме и таа редовна вежба која што заврши на 30 јуни оваа година и тука започнува тој грејс период од една година. И со тоа имаме добар напредок, но она што е важно е дека во сите 51 чекор има напредок. Јас сум навистина сигурен дека гледам забрзување во реформите.
Со планот за раст, државата досега обезбедила 140 милиони евра, а со евентуално ново финансирање сумата ќе достигне 240 милиони евра. Премиерот смета дека има време до средината на јули за да ги финализираат работите и да се заокружат сите 10 клучни реформи што ги бара Брисел за да не се изгубат парите. 1/3 е ликвидност на буџетот, останатите 2/3 се грант или мек кредит кој што ќе почне да се исплаќа од 2032 година за проекти кои што се капитални инвестиции. Така што јас очекувам и во овој јунски извештај да бидеме најдобри, како што бевме и во декемврискиот извештај. Мене ме радува и охрабрува информацијата која што вчера пренесе еден европски медиум, дека се погласни се изјавите од страна на високи европски би рекол политичари кои што ќе овозможат топ-ап, односно додавање на сумата за 3 земји од Западен Балкан 6 групата, кои што се понапредни во делот на испорачување на реформската агенда. Ние веќе ги дефинираме внатре помеѓу нас приоритетите. Оценката од Европската комисија за тоа колку од реформите се спроведени се очекува Македонија да го добие во септември. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Во собранието денеска почна амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Со прекројување на државната каса ќе се обезбедат повеќе пари за субвенции во земјоделството, за студентите, за ранливите граѓани, за општинските проекти, за капиталните инвестиции кои ќе донесат развој. Потребата од ребаланс е да се усогласат буџетските проекции со новите економски услови, а не затоа што нема пари, вели министерката за финансии Кочовска. Расходите ќе растат и се проектирани на 6,9 милиарди евра, додека приходите минимално се пониски поради намалените акцизи и повластеното ДДВ за горивата изминатиот период. Буџетскиот дефицит се зголемува на 750 милиони евра и ќе достигне 4,1% од БДП. Ќе се финансира со задолжување дома и во странство. Нашата определба е јасна. Капиталните инвестиции да бидат двигател на економскиот раст и инструмент за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Истовремено остануваме посветени на среднорочната фискална консолидација со постепено намалување на дефицитот и одржување на јавниот долг на одржливо ниво. Ребалансот е признание дека оваа влада лошо ја води економијата, смета лидерот на СДСМ Филипче. Наместо подобар животен стандард, граѓаните ќе добијат повисоки трошоци за живот. Граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно. Повисоки цени, нема раст на платите, стандардот тоне. И тоа е вистинската слика за економските политики на оваа влада. Наместо ветена инфлација од 2,5%, граѓаните добијат 4,5% инфлација. Ова не е ребаланс на развој, туку на погрешно планирање, сметаат од СДСМ. Најголем дел од парите се за тековна потрошувачка, а многу малку за инвестиции и развој. Владата не бара ребаланс затоа што економијата оди подобро од планираното, туку затоа што буџетот, што сама го предложи и го изгласа, не ја издржа првата половина од годината. И ова е една погрешна фискална проекција и не представува економска стратегија. Врз основа на царински давачки имаме наплатено 50 милиони евра плюс. Ова не се бројки на економија што стои, ова се бројки на економија која што е жива, која што функционира и која што работи. Во ребалансот на буџетот растот на економијата е проектиран на 3,5%, инфлацијата 4,5% и 58,9% јавниот долг. Расправата согласно законот ќе трае 10 дена, пошто ќе се најде на пленарна седница. Опозицијата поднесе 226 амандмани, од кои најголем дел се од ДУИ СДСМ. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Продолжение за добрите вести. Вечерва стартува новото издание на Златни денови во Кратово. Што ги очекува посетителите? Дознаваме од колегата Александар Динев. Го имаме во живо од Кратово. Александар, традиционално добра забава на Златни денови во Кратово. Што ги очекува посетителите вечер? Иван, добар ден до тебе и до гледачите на Сител. Во вестите во 16 часот одовде од Кратово. Уште само неколку часа остануваат до почетокот на 8-то издание на Златни денови Кратово годинава 2026. Подготвен ли е градот и што ги очекува сите присутни вечерва и утре вечер овде во Кратово, го прашувам градоначалникот на Кратово, Тодорче Николовски. Николовски, каква музичка програма ќе биде понудена овие две вечери овде во Кратово и дали традиционално Кратово овој викенд ќе остане центарот на забавата во Македонија, но и пошироко?
Па доколку прошетате низ центарот на градот, секако ќе забележите дека амбиентот е веќе подготвен, поставена е бината, наместено осветлувањето, озвечувањето, бариерите заштитни. Тоа значи дека генерално очекуваме да се извршат техничките проби, а за кратко од сега ќе почнат и пробите на настапувачите. Да, подготвен е градот за 8-те поред Златни дедови, традиционална манифестација која што стана синоним за традиција, култура, заедништво и добра забава. Целта е раздвижување на нашето градче, унапредување на културно-уметничкото и забавно живење на градот, сплотување на кратовчани и привлекување на гости од соседните градови од околината. Традиционално Златните денови се одвиваат во 2 фестивалски вечери. Значи во првата фестивалска вечерва која ќе следи вечерва од 8:30 часот, прв настап ќе има Давор Јордановски на клавиатури, по него ќе следат добро познатите мераклии од Мерак Мејана, каде што свој настапи ќе имат Благица Павловска, Миле Кузмановски, Стојне Николова, Тони од Биоритам, секако нели пратени од страна на оркестарот на Мерак Мејана. По нив ќе настапат енергичните Кукулеле. За понастапот на Кукулеле забавата да ја продолжи минатогодишниот победник на Звезде Гранда Никола Станишич. Забавата по полноќ во оваа прва вечер ќе следи или ќе ја предводи една компилација од Златни денови низ годините. Добра забава се очекува и во текот на утрешниот ден. Прв настап таму ќе има естрадната звезда Лилија Акустик, потоа следи настапот на Зио Валентино, па популарниот млад пеач Јанг Деди. Звезди на вечерта ќе бидат Амадеус Бенд, а до доцна во вечерта забавата ќе ја предводи диџеј Андреј. Навистина звучни имења и повод да се дојде во Кратово, слушнавме забава и по полноќ. Колку часовна музичка програма се планира вечерва и утре вечер и кога всушност почнува забавата? Традиционално во 2 фестивалски вечери забавата започнува околу 8:30 и трае до доцна по полноќ. Тоа значи едни добри 6-7 часа богата музичка програма. За овој период од годината, Златните денови, сите локалитети, ресторани, капацитети имат продолжено работно време, односно 2 часа повеќе од законски утврденото работно време на локалите. Освен добра забава, што друго може да биде причина сите заинтересирани или кои се подразмислуваат да бидат присутни овој викенд во Кратово? Освен очекуваната добра забава на главната сцена Златните денови, градот Кратово приреди и други изненадувања, изложби, настани, да речем, поетски читања на алтернативни сцени во киносалата, организирани од Домот на културата и од Музеот на градот. Се разбира, тука е понудата од богатото културно-историско наследство со кое што располага градот, добро познатите кули, мостови, турскиот затвор, староградската архитектура, старата чаршија, природните споменици ни се на располагање, старите борови, локалитетот Куклица, Цоцев камен. Тука се сите оние кафетерии, ресторани кои што нудат традиционална храна. Сето ова надополнето со добрата македонска традиционална кујна, гостопримството на кратовчани е добра можност и прилика за посета на гостите. Јас ви посакувам убав фестивалски викенд и покана до сите гледачи кои се подразмислуваат да бидат присутни овој викенд во Кратово. Секако ќе известуваме и во наредните изданија на информативните емисии на сите. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вам. А уште дополнителна причина за да се присуствува овој викенд во Кратово се идеалните временски услови, температура од околу 25-6 степени, убаво летно ветренце кое навистина освежува во овие јулски денови. Иван, овдека се одјавувам, најавувам мое повторно вклучување од пред бината во Централниот дневник во 19. Да, сите кои што се размислуваат, се уште имаат време да стигнат до Кратово. Александар, те очекуваме со многу повеќе детали во Централниот дневник. Благодарам. Јавна расправа се одржува денеска во рамки на постапката за издавање на новата интегрирана еколошка дозвола за усија.
Од една страна менаџментот на Титан Усија и представници на Министерството за животна средина, од друга загрижени граѓани. На јавна дебата во пресрет на продолжувањето на интегрираната дозвола за цементарницата, активисти велат дека новата дозвола предвидува стари правила, особено во делот на дозволена емисија на штетни гасови. Бараат сите мерења да бидат јавно достапни и читливи за секого. Затоа што во она што го видовме како напишано и поднесено од нивна страна, што го објави Министерството, како официјален документ, сите гранични емисии беа оставени на старото ниво, како старата дозвола, која што е дупло повисоко од важечката европска регулатива. Од компанијата велат работат согласно законот и постоечката дозвола, а ќе ги почитуваат правилата во новата кога ќе ја добијат. Ние ќе работиме согласно важечките закони кои што пак ги транспонираат европските директиви. Така да ние никогаш нити досега, а нема ни во иднина, да ги надминуваме пропишаните вредности кои што се дел од сегашната дозвола и во иднина кои што ќе бидат пропишани со обновената интегрирана еколошка дозвола. Според уверувањата на надлежните институции, новата дозвола ќе има построги правила и ќе биде согласно закон кој во сила ќе влезе во септември идната година. Законот веќе влегол во сила. Има транзиционен период за нас да ги подготвиме подзаконските акти. Не само Усија, туку и сите на кои што постапката им е во тек за обнова на дозвола. Значи не е само Усија процедура за обнова. Сите го прифаќаат фактот дека по-ефикасно е од сега таа дозвола да ја добијат, за да идната година не почне нова процедура за нова дозвола. Стоп за Усија пред 10 дена организираше протест поради апликацијата на Титан Усија за нова интегрирана дозвола. Сдруженијето со протести беше поактивно зимоска, кога и аерозагадувањето беше видливо со голо око. Даниел Василев, Сител телевизија. За врсничкото наследство во тема на денот ќе разговарам со професорката Татјана Алексич до 19 часот. Останете со Сител. Пријатно.